Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат по потрага по вистината за застапеноста на младите артисти во народната музика. Вистина е дека македонската народна музика има богата и комплексна историја, која опфаќа различни периоди и стилови. Вистина е дека нејзините корени се вкоренети во традициите и обичаите на македонскиот народ, а влијанијата од различни култури, како што се османлиската, грчката и словенечката, играат значајна улога во нејзиниот развој. Вистина е дека народната музика била дел од секојдневниот живот на луѓето, поврзана со празници, обреди и обичаи. Вистина е дека мелодиите и текстовите обично одразуваат локални легенди, историја и секојдневни ситуации. Вистина е дека во 19 век процесот на собирање и документирање на народната музика започнува со интерес од страна на истражувачи и композитори. Вистина е дека фолклорните песни и танци почнуваат да бидат популаризирани низ балканските простори. Вистина е дека во 20 век, со формирањето на Југославија, македонската народна музика добива ново внимание, особено по Втората светска војна. Вистина е дека се основаат фолклорни ансамбли и културни друштва, што доведува до професионализација на фолклорната музика. Вистина е дека првиот радиофонски ансамбл на народна музика во Македонија е основан во 1954 година, а на сцената излегуваат и значајни композитори. Вистина е дека во современиот развој, традиционалната народна музика е интегрирана во популарната култура, што резултира со нови форми на музичка изразеност. Вистина е дека многу современи уметници комбинираат народна музика со современи стилови, што создава нови звуци и привлекува поширока публика. Вистина е дека младите изведувачи на народна музика играат важна улога во зачувувањето и обновувањето на традицијата. Вистина е дека многу млади уметници започнуваат своји кариери, користејќи традиционални мелодии и инструменти, но истовремено додаваат современи елементи. Вистина е дека тие учествуваат на фолклорни фестивали, што им дава платформа за изразување и запознавање со публиката. Вистина е дека многу од нив комбинираат народна музика со современи жанрови, создавајќи нови звуци. Вистина е дека социјалните медиуми им помагаат на младите изведувачи да ги промовираат своите песни и видеа, што им овозможува да достигнат поширока публика. Вистина е дека овие платформи се идеални за создавање на иновации и нови идеи, како и за интеракција со фановите. Вистина е дека младите изведувачи се приклучуваат на фолклорни ансамбли и друштва, каде што учат традиционални танци и песни. Вистина е дека овие ансамбли организираат концерти и настапи, што им дава можност да се изразат пред публика. Вистина е дека некои млади уметници продолжуваат со формално образование во музиката, учејќи традиционални техники и теорија. Вистина е дека, иако младите изведувачи се иновативни, тие се соочуваат со предизвици, како што се недостатокот на финансиски средства за продукција и промоција. Вистина е дека важно е да се најдат начини за поддршка на овие таленти и промоција на нивната работа. Вистина е дека македонската народна музика продолжува да биде важен дел од културниот идентитет на народот, а младите изведувачи носат свежина и нова енергија во традицијата. Вистина е дека многу млади изведувачи во Македонија и светот активно учествуваат во фолклорни ансамбли и културни друштва. Вистина е дека со растот на интересот за народната музика, младите уметници започнуваат да создаваат нови песни и албуми, што обновуваат и освежуваат традиционалната сцена. А вистината за македонските музичари кои ја негуваат македонската народна песна, ќе ја дознаеме од еден од нив, влюбеникот во народната музика Стефан Благадуша. Здраво, Стефан, добре дојде. Здраво, пред се ти благодарам на поканата и еден огромен поздрав до сите гледачи на твојата телевизија. Најпрво да започнеме со почетокот. Како и кога започна да се занимаваш со народна музика? Така. Добро, јас доаѓам од една музичка фамилија, валјда повеќето ми е познато дека мојот татко е фолк пејач, Рубинчо. Ајде стрикно за мојот почеток, јас почнав да пеам на некои си мои 9 години, ме проби наставничката по музичко на патронати, на патрони празници на самото училиште, така почна. После тоа почнаа фестивали и така натаму. Кои се твоите најголеми влијанија во музиката? Кој влијаеше за ти да започнеш да... Ете, пак ќе се повторам пред се тоа што доаѓам од самата музичка фамилија, како некоја си традиција, пошто сме поголем дел во фамилијата музичари, татко ми исто и пак ќе кажам наставничката што ме убеди да почнам да пеам на патрони празници. Како што кажавме, вистина е дека многу млади уметници комбинираат традиционален и современ стил. Дали ти го правиш тоа и на каков начин? Да, го правам тоа
пред себе, ајде ќе кажам, се занимавам не само со фолк музика, имам студио и се занимавам со продуцирање на трап музика. Сакам да мешам стилови, сакам, например, во самата трап музика да додадам народен стил, македонски стил. Така. Easy Torres on the beat, boys. Noć ладна е, baš mi fališ ti. Dušava prazna je, mi trebaš bar na mig. Boys. Kade da te boram, kade li se skrij. I nokta plače, veruj deka nemam mig. Твоите кога започна со јавни настапи, дали се клучно само со народна музика? Па, почетокот на јавни настапи беше клучно за народна музика на мои 11 години. Не знам точно која година беше, не се сеќавам. Фолкфест Прилеп, таму започнав, таму земав и награда за најдобар дебитант. Тие се моите почетоци на јавната сцена. Исто така продолжи со настапување. Кажи ми како ги бираш песните за еден твој настап? Песните за вака, јас имам малку специфичен репертоар, пример мене многу брзо ми се досадуваат песни што се често пеени. Јас сакам да пеам нешто што, ете да кажам, ајде не го пеат многу другите пејачи, што не е толку многу распространето, можеби некои си заборавени хитови. Специфичен е малку мојот репертоар, не е секојдневен. Дали настапуваш само во емисии или... Не, настапувам клубови, кафичи, свадби, ако има потреба, па ќе речем, значи се занимавам и со народна музика, меѓутоа и со други стилови. Како се чувствуваш кога настапуваш пред публика? Па, ајде да кажем, тоа е едно доживување, нешто што ме исполнува, сакам публика, сакам интеракција со публика, така да многу пријатно и пред се сакам да настапувам пред публика. Кои предизвици ги среќаваш како млад изведувач? Дали е потешка конкуренцијата, бидејќи имате повозрасни колеги кои што долго време се занимаваат? Па да, види, малку сме во такво време моментално каде што е многу потешко од порано за еден млад изведувач, ако веќе не те знаат луѓето, да се пробие. Многу потешко публиката, ајде да кажем, на млади изведувачи не дава толку многу поддршка, сакат да го слушаат она што го знаат, хитови, многу е потешко да се пробие еден млад изведувач денеска. Такво време за жал сме моментално. Што значи за тебе да бидеш дел од македонската народна музика? Па се. Значи буквално затоа што јас сакам да ја негувам македонската народна музика, си пеам исто и од хоби и ајде да речем како едно занимање ми, иако не ми е приоритетно занимање, но ми е едно од занимањата македонската народна музика, пред се хоби ќе речем. Дали имаш некој твој идол од нашите предци? Да, меѓутоа мојот идол не е од народната музика, обожавам од секогаш сум сакал да го слушам Владо Јаневски. Дали имаш твои песни? Да, имам мои песни, како што кажав, народни песни, ако правиме муабет за народни песни. Првата народна песна ми е на 11 години, како што кажав, на Фолкфест Прилеп. Таа се вика Македонска судбина, заедно со мојот татко, таму пак ќе повторам, зедов награда за најдобар дебитант. Мојата младост минува, синот бргу ми порасна, ама некој ми го прелажа. Не, татко, немој да жалиш, ке ти се вратам јас. А мајка црно што зави, оди утеши ја. Дали имаш умилена песна? Народна? Народна? Да. Па ајде ќе речем сите пеат, а јас тагувам од Васил. На каков начин ги промовираш своите песни? Дали како и сите млади со социјалните мрежи или на поинаков начин? Па да, стандард, да речем, ајде моментално YouTube најмногу, Instagram, TikTok,
исто така најмногу YouTube, да речем, претежно песните ги пуштаме на YouTube, таму ги промовираме. Добро, како гледаш на комбинирањето на народната музика со модерните жанрови? Исто така ти се занимаваш и со друг тип на Да. музика? Па мислам дека види, некои луѓе не го поддржуваат тоа, за мене е окей, мислам дека треба да се пратат трендови, мислам дека треба да се мешаат стиловите, да се прави малку помодерна музика, да следиме. Да, македонската музика, народната музика е нешто по кое треба да не препознаваат, меѓутоа мислам дека треба и да пратиме трендови. Кој е твојот втор жанр со што се занимаваш? Како што кажав, со продуцирање можеби малку чудно како од народно до рап трап музика. Јас се занимавам и со продуцирање на рап трап музика. Имам моje студио и така. Исто поп, пеам поп, турбо фолк, народно стрикно. Пеам се, буквално пеам се, меѓутоа тие ми се два приоритетни жанрови со кои се занимавам. И каде се гледаш повеќе, како изведувач на народна музика или како продуцент на модерна? Тешко прашање, искрено, некако двата жанрови ме влечат доста. Ајде да кажем, повеќе се занимавам со народна музика како артист, затоа што е позастапена кај нас, повеќе сакаат луѓето свадби, кафани и така натаму. Меѓутоа не би исклучил и можноста да бидам некогаш еден од подобрите продуценти на трап музика во Македонија. Сега токму нешто слично за ова прашање за публиката. Дали сметаш дека македонската публика повеќе сака народна музика или модерна музика и која е разликата во атмосферата? Така, па дали сака повеќе, тоа е ствар на вкус, не можам точно да ви кажам, затоа што тука е поделено мислењето, има доста луѓе кои сакаат народна музика, доста луѓе кои слушаат трап музика. Сепак мислам дека помладата генерација, децата што сега растат, да речем, ајде се стануваат полнолетни, повеќе сакаат да пратат трап музика. Во врска со твоите колеги, дали има голем број на млади луѓе кои што продолжуваат да се занимаваат со македонската народна музика? Така, да, за жал во Македонија некако се помал број на млади луѓе се решаваат да го негуваат овој стил, некако ги немаме и тие гласови, да речам на стариот Александар Сариевски, Никола Бадев, ги немаме тие бои, тие гласови, се помалку млади се решаваат да го негуваат овој стил, меѓутоа има да речем, ајде, доста луѓе што ги знам што млади сега сакаат да почнат да се занимаваат со народна музика. Како гледаш на иднината на фолк музиката, односно? Па мислам дека тоа е нешто што кај нас не може да изумре. Тоа е нешто што треба и не препознаваат моментално, да, народната музика. Има голем број фестивали токму за народна да, музика? дефинитивно. Како што спомнав, Фолк Фест Прилеп, ако не се лажам, нема прекин досега или можеби имаше прекин за короната, меѓутоа мислам дека е стандарден. Роса Фест, ако не се лажам, тука во Скопје исто нема прекин, тие се фестивали кои се години без прекин. Да, сметаш дека имате добра поддршка и дека би можел сега пример некој млад артист да успее во тој? Па би можел, да. Меѓутоа треба доста работа и да едноставно да научите да бидете и самокритичен и да научите да трпите едноставно критики, затоа што кај нас е таков малку менталитетот, пред да се пробиеш, секогаш ќе достигнеш еден левел на хейт, да речем. Има голем број на млади артисти моментално што изведуваат народни песни и фолк песни, но дали исто така има голем број на млади кои што прават своја фолк музика, кои што вадат своји Па песни? да, има да кажем, ајде, јас најмалку барем знам сега 10 што се доста млади, што се и помлади од мене, а прават своја музика, зборам за фолк музика, така да има. Дали сметаш дека има квалитетни песни како постарите ваши колеги што имаат, што би останале да се изведуваат и на свадби? Дефинитивно има, меѓутоа како што кажав, малку е поинаков стил, што тие квалитетни песни не ги препознава баш публиката и треба еден добар период и добар маркетинг за тие песни да се пробијат. Во врска со трап музиката, тоа е нешто многу поразлично од ова другото со што се занимаваш. Како си задоволен со тоа и дали има млади артисти исто така што сакаат да снимат своја музика кај нас? Така, дефинитивно таму се повеќе младите се задржуваат на тој стил. Да речем, ајде, тоа ми е една хоби, тоа го правам од мал, сакам да слушам трап музика. Најмногу се занимавам со тоа ради хоби, искрено секако, да речем, заработката е многу поголема во народната музика, меѓутоа има и доста млади што заработуваат моментално и се предобри во трап музиката. Дали може би ти имаш некои свои трап песни? Да, имам доста трап песни на мојот YouTube канал, во времето кога се занимавам со YouTube, искрено тие песни се повеќе правени во стил на хумористика,
хумористични песни, меѓутоа имаме и неколку што се посериозни комерцијални песни. Да, покрај музиката, зашто друго ги користиш социјалните мрежи? Па, како што кажав, јас долго време, од некоја си 2014 година се занимавав со YouTube снимање на хумористични видеа, комедии, скечеви. Геймплеј исто снимав играње на игри, да ви пояснам. Меѓутоа најмногу на хумористични видеа. TikTok исто така е од период на короната, мислам 2020 беше, тогаш почнав TikTok, онаш баш кога сите почнуваа да снимаат TikTok, пошто бевме затворени дома, меѓутоа затоа што имав некоја си своја публика претходно на YouTube, ја пренесов на TikTok и така достигнавме неверојатни бројки. Која беше инспирацијата за овие видеа? Што најмногу те инспирира за... Види инспирација, мислам дека тоа е карактер, него може секој да се представи она што не е, буквално да го изглуми, ајде да кажем по-модерно да се искринџа. Тоа е, мислам дека карактер, ако сакаш да те гледаат луѓето како хумористичен човек, го правиш, ако не, пошто има доста луѓе што се срамат од тоа и не се спремни да го направат. Како правиш баланс? Изведувањето на народна музика е сериозна работа, треба да се сериозен, тука од друга страна. Так, тоа е нешто што и јас не можам да си го објаснам искрено. Едноставно има денови кога посветуваш внимание на музиката, има денови кога посветуваш внимание на видеата и така. И за крај, кои се твоите цели за иднината? Во кој од овие три сфери, да ги наречам, се гледаш најповеќе? Па искрено не можам да ви одговорам точно на тоа прашање, затоа што ги сакам сите три ствари што ги правам. Пак ќе кажам, има денови кога страшно ме влечи да правам хумористични видеа, има денови кога едноставно се посветуваш само на музиката и тоа е тоа. Не знам што ќе донесе иднината, ќе видиме, останува времето да покаже. Немаш нешто што ти лежи најповеќе? Се ми лежи, тука е проблемот, од сите тие три ствари, да. И кога сме кај народната музика, некоја порака за младите кои што се занимаваат и кои што слушаат народна музика? Така, порака, бидете самокритични, работете, трудете се и не се откажувајте. Ти благодарам. Ти благодарам јас. Ја дознавме вистината за негувањето на народната музика со повеќе интересни факти. Се гледаме во наредното издание на Вистина е.